Само кажах му да издаваш на телевизија. И јас му кажах, така, ја обеќаваме, ама како да ти кажем, изгодно сум веќе. Ни това. Си извинавам се од господин градоначалник, многу се извинавам. Нека му просте, и он нека мене нека му прости и тоа. Многу пати ми помогна. За жената, за дојката, за лекови, за опшиња, за таблети, за болницата, за се. Благодарам многу од градоначалникот господин градоначалник Зоран Заев. Да не беше градоначалникот Зоран Заев, мојата жена ќе умреше. Како што се слуша, однекни дека е бил тепен Асан Демов од страна од градоначалникот. Тоа е жива лажа. Они се, фактички ние сме од 2 деца со Асан. Први пат шеди. Колку што ме е помогнало градоначалникот, толку не му помогнало брајките. Они се 6 брајки и 4-5 сестри. Тоа е жива лажа. Со коли го возат син му и син се вика син му, го нудат од куќе на куќе, шетат за да ги убедат луѓето, за да им се дава пакетчиња. Мислам пред 2 недели што имаше дадено. И уште со син му заедно. Ето да провериме сега, да шетаме, ќе го најдеме било во кој џаб. Со коли го шетат на Асан син. У секој куќе кутии. Во Моровците ни нудат со кутии пакетчини, 1 кило зејтин унатре, 1 кило брашно, и ние веќе сме досадно веќе од народот. Со претисоци, земи тоа кутија у врата, тие се пропаганди. Има тука над 100 матори што дрви сечат. Ги лажат луѓето, дојдете, ќе ви даеме дозволи за матори. Дали е тоа дозволено? Ќе му извадел дозволи, табли ќе му се стави. Тоа е се пропаганда. Пребидејќи тој Асан, тоа е чиста лага, он е влезал у таква некој га притиснал некој со пари или со шо го излажал, го внесил, наместена е човекот. Он е многу благодарен, јас сум се видел како тоа биде, се лага, градоначалник многу му е помагнал, оси градоначалник и цела мала. Кој ќе виде 100 динар, 50 динар, 100 динар, 50 динар, и ние сме му помагнали. Нашиот струмички градоначалник мравка не гази, не па човек да тепе, госпоđа. Извине, така што ви кажам, ама ние сме веќе досадни од тие луѓе, пропаганти, пакети, трактори, во Моровците, да, нормално, јас, кој има тука фабрика за зејтин? Он ги понуде, со кутии ставил тамо 1 кило брашно, 1 кило зејтин, 1 кило фасул, ориз и 2 чоколади по 5 динара, да ги лаже народот. Тоа не личи. Доста веќе со те избори. Доста. Ни се гаде веќе. Асан е влезен у таква мамка, што го измами во Моровците таква пропаганди, што имаме у малата. За вчерашната изјава на господинот Демов Асан, тоа е една чиста лага од некоја друга страна. Нашиот градоначалник не знае да дига рака. Тој само знае да пружи рака на сиромашни луѓе, а не на Демов Асан да го бутне или да го удари. Тоа е чиста лага. Може некој притисок сега и од друга страна пак да добие господинот Асан. Ама јас знам дека градоначалникот пак ќе му помогне на Асан и за таблети, и за млеко, и за операции. Благодарам. Пошто делата се гледат, значи. Што е направено, се гледа и на Бошко Буха, и на Братство единство горе, па чак и гробиштата горе. За џамијата да не говорам повеќе. Има со што да се докаже некој работа. А човек кој е направил, немаше да му се љутиме. Не сум за никој определен, конечно. Ама за личноста да. Личности ни треба, од мајка роден човек. Не ни требат на нас да дојдат да не лажат секој 4 години по 200 денара, 500 денара, 1000 денара.